Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска се јавуваме од центарот на градот Скопје. Специјални и ексклузивни гости со Супер Звезда сме во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. А веднаш до мене се наоѓа господја Маргарет Пејовска. Маргарет, здраво живо. Добре ми дојдовте во Супер Звезда, како сте? Благодарам, добро, и вие добре дојдовте во нашето училиште. Многу ми е драго што сум денеска специјален ваш гостин и ќе може нашите гледачи да научат нешто повеќе за вашата убава, интересна и благородна професија. Да кажеме сега за сите кои што не следат во моментов како што вие работите. Јас сум професор по оделенска настава со работно искуство од 23 години во ова училиште. И предпоставувам дека вашата професија крие многу тајни, така ли? Секако. Ајде да откриеме дел од нив во ова наше издание на емисијата Супер Звезда. Почитувани гледачи, сите ние некогаш и некаде сме учеле, дечињата наши кои се уште исто така посетуваат училиште, знаат како е да се оди, но не ја знаеме приказната како изгледа од другата страна. Затоа денеска дојдовме во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, каде господја Маргарет Пејовска ќе ни објасни нешто повеќе за тоа како е да се биде наставник. Останете со нас, ова ќе биде убава и интересна емисија. Се враќаме во разговор со господја Маргарет за неколку минути. Во меѓувреме, бидете тука. Почитувани гледачи, како што кажав во најавата, денеска сме специјални ексклузивни гости во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци, кој што се наоѓа во центарот на Скопје. Веднаш до мене се наоѓа господја Маргарет Пејовска. Маргарет, уште еднашка здраво живо. Кажете ми како сте? Добро. Дојдовме да поразговараме и да научиме нешто повеќе за вашата убава и благородна професија. Ќе ги интересира сега нашите гледачи. Како е да се биде наставник? Да се биде наставник, пред се значи да се биде одговорен, да се поседуваат некои вештини и способности, како би ја постигнале основната цел кон учениците, а тоа е откривање на нивните способности, на нивните таленти, на нивните можности, карактерни особини, со цел да прераснат во позитивни личности. Вам ви ги даваат малите дечиња со цел и идеја од нив да направите големи луѓе. Успевате ли во тоа? Се трудиме, најчесто успеваме и многу е големо задоволството кога после многу години ќе ги видиме како зрели личности и како личности кои што може да придонесат многу за ова наше општество. Во денешно време ги учите од прво до пето оделение, така? Во моментов имам една специјална ексклузивна можност да ја снимам и разделбата помеѓу вас и учениците кои што во моментов завршуваат пето оделение. Сакам да ве прашам во оваа пригода колку генерации минаа низ вашите раце? Низ моите раце минаа 6 генерации. Со задоволство се сеќавам на сите. Се среќавате ли од време на време понекогаш некаде? Се среќаваме, си одиме на кафе, комуницираме преку интернетот. И точно ли е сега дека некои нивни дечиња овој пат ќе старат ваши ученици? Да, и тоа на мое големо изненадување. Повторно ќе се дружам со родителите мои ученици некогашни и посебно ќе ми биде мило, а воедно ќе чувствувам и голема одговорност кон тие деца. Затоа што ученикот родител сега всушност ќе биде мојот најголем оценувач и вреднувач на мојата работа. Колку прекрасно да сте ми живи и здрави. Кажете ми, сакам да ве прашам нешто повеќе, вака да ознаеме за вашата професија наставник. Сите сме оделе во училиште, сите сме учеле. Што сметате вие? Може ли секој да биде наставник? Како што не може секој да биде пејач, да биде ликовен уметник, да биде танчер, така мислам дека и во оваа професија не може секој да ја работи, затоа што тоа бара голема посветеност, одговорност пред се. Вие функционирате како една голема фамилија и со дечињата, и со родителите, сепак има секојдневни контакти, така ли? Постојани се тие контакти и неизбежни. Колку и да настојуваме да ги научиме карактерните особини, сепак нешто треба да остане меѓу наставникот и родителот. Така, сакам да прашам како поминува еден ваш работен ден? По колку часа сте секојдневно со дечињата од вашето оделение? По многу часа. Со новите наставни програми ние сме повеќе време во училиште со децата, мислам дури повеќе отколку самите родители со своите деца. Успеваат ли овие нашите дечиња ги се овладаат сите предизвици? Покажуваат ли знаење? Успеваат. Секако дека успеваат благодарение на современите средства за информирање. Така, има ли дечиња со раскошен талент? Има. Така. Има такви деца и тука всушност се гледа и способноста и вештината на наставникот да ги открие и да ги насочи тие талентирани деца за понатамошно определување во животот.
Господја Маргарет, освен што се дружите во училиштето, се дружите и надвор, имате екскурзии и некои други такви случувања. Чи има ли така некои многу интересни моменти кои ги паметите за секогаш? Да, имам. Посебно, секогаш најголем впечаток остава екскурзијата настава во природа, која што е екскурзија од повеќе дневен престој во друго место и секогаш тоа останува најмногу во сеќавањата и на наставникот и на учениците и се прераскажува со генерации. Така, кажете ми, овие денешните генерации, што најмногу сакаат да прават на час, да цртаат, да пеат, да играат, да решават задачи по математика, како им доаѓа вака најубаво? Бидејќи новите програми бараат игровни активности, децата најмногу сакаат да играат и преку игра всушност и најдобро учат. Значи имате спој на учење и на забава, така ли? Секако, да. Како немаше вакви работи во моје време, јас кога бев мал. Сакам сега да се навратиме на оно што го кажавме на почетокот. Овој пат се двоите од овие дечиња кои се ваши чела, веќе 5 изминати години. Паѓа ли по некоја солза при разделот? Солзите ги има колку да сакаш. Ги имаше во текот на овие 5 години, во периоди кога победувавме и кога губевме, периоди кога постигнувавме успеси и кога не постигнувавме успеси, периоди кога бевме пофалувани и периоди кога бевме прекорувани. Значи се запознававме меѓусебно, игравме, споделувавме тајни, но се разбира и ги реализиравме сите програмски активности. Тие на почетокот дојдоа значи како чист бел лист хартија, а со текот на времето почна да испишуваат една книга, која што книга ќе продолжат да ја пишуваат во понатамошното образование. Значи солзите постојано не пратеа во овие 5 години, но овие солзи што сега ќе ги пуштиме, ќе бидат солзи со поголема тежина, затоа што тука е веќе и нашата разделба. Со нив се дружиме од нивната 6-годишна возраст и уште од првиот момент кога тие стапнаа во нашето училиште, кога влеговме во нашата училница, јас веќе превземав дел од врските и од улогата за нивниот правилен физички и психолошки развој. Во исто време ја превземав и улогата во однос на воспитувањето и образованието на тие деца. За крај сакам да ве прашам, која е вашата порака до сите оние дечиња кои што не гледаат во моментов со оглед на тоа дека долги години работите со дечиња? Пораката до учениците е да се сакаат, да другаруваат и да се почитуваат, а семејните вредности да им бидат на прво место. Јас ви благодарам, господја Маргарет, да сте ми жива и здрава, а сега, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Се враќаме, почитувани гледачи, во програма. За оние кои малку подоцна се вклучија, денеска со Суперзвезда сме специјални гости во Основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. И еве во овој дел има можност да поразговарам со наставникот по англиски јазик, а тоа е господја Билјана Стојановска. Билја, добре ми дојде во Суперзвезда, како си? Добре ни дојдовте во училиштето, одлично. Фала ви многу што не примивте денеска да бидеме ваши специјални гости. Ќе разговараме малку повеќе да научат и нашите гледачи нешто повеќе за вашата племенита, убава и благородна професија. Ајде сега од ваш агол гледано, како е да се биде наставник? Најубавата професија. Прво треба да имаш голема љубов кон децата. Во секоја професија се што правиш треба да го правиш со љубов. Јас сум многу среќна затоа што мојата работа е врзана со деца. Мислам дека е малку потешко да се работи со возрастните, со децата е секогаш задоволство, затоа што особено колку се тие помали, толку повеќе и поискрено искажуваат благодарност за се она што наставникот прави за нив. Да бидеш наставник не е професија само до тие 4, 5, 6 часа или до одреден дел од денот. Јас сум наставник и кога сум дома, наставник сум и кога размислувам сама. Затоа што било да е тоа планирање за следниот ден, било да е тоа размислување за некои случаи кои што се случиле во паралелката. Си ги сакам искрено децата и убавите работи нивни и тажните нивни работи си ги носам дома, па размислувам како да возвратам на она што било претходниот ден, наредниот ден. Може да се примети дека со многу љубов си ја работите вашата работа. Навистина си ја работам со љубов. Работите навистина си ги сакам децата. Ви реков особено затоа што ова е професија каде што секојдневно добиваш потврда дали е добро или лошо она што си го направил.
многу често кога ќе завршат на часовите, тие знаат да нацртаат некој цртеж или да напишат некоја убава порака да ми ја дадат после при крајот на часот. И тоа е повредно од многу работи на светот. Потврдата дека она што дента ти си го испланирал и си се размислувал дали ќе функционира или не, гледаш дека бар до одреден дел на ученици допрело. Следните ученици ќе одиме на редниот час. Чекор по чекор. Сакам да ве прашам, многу луѓе гледаат оваа емисија и не се свесни за еден наставник колку многу енергија треба да вложи за и самиот да биде пред се добар наставник. Вложувате ли вие многу енергија? Размислувам многу. Не знам дали вложувам многу енергија затоа што мене ми доаѓа тоа природно. Не ми е тешко за да треба дополнително да вложувам енергија. Јас навистина си ги сакам децата и ми е убаво кога сум во училница. Меѓутоа, како што ви кажав, јас размислувам за нив и после часовите. И не зборот како потребно е многу енергија, мене ме асоцира на тоа дека треба нешто повеќе да се вложувам и нешто повеќе да се исцрпувам. Напротив, јас се полнам со енергија од нив. Колку прекрасно кажано да сте ми живи и здрави, супер. Сакам сега да поразговарам малку на следната тема. Вие работите со сите дечиња, и со оние најмалите, и со оние најголемите. Работите како наставник по англиски јазик од прво до 9 оделение. Со кои дечиња е потешко, со кои е полесно да се работи? Работам со сите дечиња и се менуваме, бидејќи сме повеќе наставници, повеќе тичери. Се менуваме од година на година и така да моментално во Пестолоци јас нема ученик на кој што не сум му предавала. Потешко е да се работи со малите, затоа што тогаш треба многу повеќе внимавање во однос на тоа, многу повеќе игра, многу повеќе, еве да речеме, многу повеќе вложување енергија, затоа што треба да биде тоа една интересна представа додека се учи. Меѓутоа, па со нив е поубаво, затоа што тие, ви кажав, во истиот момент кога ќе се почувствуваат радосни и среќни од активноста што ја прават, тие знаат навистина во моментот да возвратат. Па често си одам извалкана до коленици изгазена, од што се гушкаме, некогаш дури ми е страф и дека ќе паднам. Учат ли овие наши денешни генерации? Учат. Особено во англискиот јазик. Не можам да се пожелам јас дали генерациите учат или не. Ако споредувам со некогаш англискиот јазик, сега постојано тие пливаат во англиски јазик, го следат и по телевизија, и по филмови, и по интернети и природно им доаѓа веќе англискиот јазик. Не е нешто што им е тешко. Сакам да ве прашам колку веќе години работите како наставник овде? Во Пестолоци сум 10 години, претходно исто имам работено во приватни училишта, значи вкупно 15. Среќавате ли ден денес со некој од оние ученици кои порано учел кај вас? Многу често и се среќавам и си комуницираме по разни интернет четови, Facebook и така натаму. Знаат да поминат на час, па ги поканувам да ни дојдат на час во таа паралелка во која што имам, за да споделат тие нивни чувства, како било тогаш кога биле тие ученици и како сега го гледаат тие песталоци, како го гледаат процесот на учење и многу често тие повеќе допираат до децата, отколку она што возрастните секојдневно им го кажуваат. Некако се поистоветуваат со децата кои што излегле од тука и многу често нив многу повнимателно ги слушаат, отколку кога дома мама, тато им кажуваат, па и кога ние наставничките им кажуваме дека така треба деца. Оваа година се стекнавте и со една престижна титула, тоа е наставник на годината. Јас сакам да ви честитам од се срце, да ви посакам да ви се редат вакви уште многу титули до крајот на вашата кариера како наставник. Како е да се биде наставник на годината? Искрено поубаво ми беше допред да бидам прогласена наставник на годината. Сега јас тоа го чувствувам како обврска дека до година па јас треба дополнително да размислувам на тоа за да докажам дека е тоа така. Убаво е чувството, секако ви кажав, секогаш кога доаѓа потврдата од она што го работите, било да се деца или еве во овој случај во возрастни, навистина е убаво чувството. Меѓутоа сепак чувствувам како мала обврска до година да го оправдам или барем да го надминам успехот до сегашен. Јас ви благодарам за овој дел од нашиот разговор. Почитувани гледачи, сега ќе направиме кратка пауза, а вие бидете тука, се враќаме во програма за неколку минути.
Се враќаме во разговор, почитувани гледачи, со мојот денешен соговорник, господја Билјана Стојановска. Биле, ајде, вака здрава, живо уште еднаш како супер звезда. Имавме прекрасен разговор во првиот дел на нашето денешно дружење. Еве сега би сакал да продолжиме со нашиот разговор, да можат гледачите нешто повеќе да научат за вашата, како што кажав, убава, фина и многу благородна професија. Ви кажавте дека се чувствувате прекрасно како наставник, дека си ги носите дел од проблемите и дома. Размислувате постојано на учениците, на вашето работење, на све. Навистина со љубов се гледа дека си ја работите вашата работа. Сакам сега да ве прашам, како изгледа еден работен ден на еден наставник во едно училиште? Доаѓаме половина час пред почетокот на часот, се подготвуваме, се релаксираме и си врзуваме некој муабет со колегите. Влегувам барем јас без никаква стега во паралелката и часот веќе почнува од моментот кога ќе влезам, во зависност од тоа каква е возраста на децата. А ако се помали, јас од првото влегување од вратата почнувам да пеам песна. И тоа ни е вовед дека до крајот на песната тие треба да се подготвени на часот и седнати на место. Ако некое дете не успее да се подготви за тоа, си играме игра. Во играта јас сум господинот Волк, кој што, ако дојде време за јадење, пица, банана, во зависност од вокабуларот кој што ги имаат, зборовите кои што ги имаат научено до тогаш, кога ќе каже наставникот дека it's pizza time, учениците мора да се здрвени сите на место кај да се наоѓа, зашто тогаш ако мрдне некој од зад грмушката, волкот ќе ги лапне. И тие го доживуваат целата таа подготовка за часот, ја доживуваат како игра и сакат да се вклучат во играта, па затоа исполнуваат се она што ќе им се каже и навистина денот почнува, часот почнува многу убаво. Откако се веќе тие седнати и подготвени на место, тогаш веќе си тече подготовката каква и да е. Во поголемите паралелки не влегувам со песна, влегувам со поздрав до учениците, со прашања како е, дали има нешто ново, дали имаме нешто да споделиме и им кажувам што е она со кое што денес ние ќе си се занимаваме. Деца се многу специфична материја, ќе ги интересира луѓето од другите професии кои што ја гледаат нашата денешна емисија. Дали е тешко да се работи со дечиња? Еве вака според вас, како би одговориле на ова прашање? Па би сакала на секој и на тој што не е наставник, би сакала да им е лесно да работи со деца. Затоа што гледаме и такви примери. Гледаме и примери кај деца кај што не знаат како да се... Гледам дека сака да ме гушне, а му е непријатно да ме гушне затоа што веројатно на некое друго поле тој ја нема или таа ја нема почувствувано близината и дека е нормално и природно да се гушкаш со некој што е постојано тука со тебе, што некој што те сака и што ти го мисли најдоброто, ти го посакува најдоброто на цел свет. Посакувам, значи, секој човек да е првично наставник, без разлика дали е тоа, ние сме сите наставници, ние работиме во различни области со различни предмети. Истото тоа е и надвор од школа. Посакувам навистина секој возрастен да е и наставник, затоа што сите заедно ние треба да ги формираме тие мали умчиња, за потоа нашата иднина да е многу посветла. Колку убаво кажано, ви благодарам, Биле. Сакам вака да слушнам едно мислење од вас. Што мислите, може ли секој човек да стане наставник? Повторно ќе кажам, би сакала да може секој човек да стане наставник. За сега јас мислам дека не може секој човек да биде наставник, како што не може секој да биде спортист, како што не може секој да биде музичар. Меѓутоа, оние наставници кои што го одбрале тој позив, мора постојано да работат на себе и мора да научат како да ја црпат енергијата од децата, а не децата да ги истоштуваат. Тогаш е многу поубаво, тогаш и да не знаеш точно што треба денес да се предава или како полесно да им го доловиш на децата тоа што треба да се предава, самата позитивна енергија ќе го исполни часот. Па и да не е тој час со завршена тематска единица така како што требало да биде, учениците добиваат нешто многу повеќе, си одат задоволни, си одат исполнети. Има многу љубов, нели? Јас си ги сакам многу и учениците и професијата. Прекрасна е оваа работа со дечиња за оние луѓе кои што ја сакаат пред се. Сакам за крај да ја прашам, како ви функционира еден работен колектив овде во училиштето? Вие пред и после сте во канцеларијата наставничка заедно со другите наставници, се дружите ли со нив?
разменувате ли мислење? Секако, токму затоа како го почнав прашањето со тоа како почнува мојот ден со доаѓање порано, тој половина час, едва и чекам да си ги видам колегите и да врзам некој муабет со нив. И така денот почнува. Денот ми почнува со колегите. Одморите, големиот одмор е секогаш тука за соработка со нив. Никогаш, јас мислам дека во нашиот колектив нема пречки, нема сопки. Она што некој ќе го слушне или ќе го сработи, ние го споделуваме на сите, бар да го видат како пример, затоа што сметам дека навистина голем дел од колегите, ако не и сите, ајде да не биде 100%, ама бар голем дел од колегите се многу слични на мене. Сакам за крај да прашам, со дечињата решавате разни проблеми, учите. Прашањето ми беше дали решавате па некогаш и некои љубовни проблеми? Особено во 6-то одделение, кога ќе станам раководител на паралелката, секој дневно останувам после часови и децата знаат дека им е отворен мојот кабинет да дојдат да си поправиме муабет. Тоа често знаат да бидат само муабети, не ми се оди тичер дома, дали може да си поседиме да си поправиме муабет, но често се и муабети на нешто што ги повредило, било да е тоа од децата, било да е тоа од домашните, од родителите, од семејството, и си правиме муабет со тоа што тие се сигурни за тоа што ни е поставено како правило дека она што се зборува во училницата не излегува од зидовите на училницата. Па тогаш исто и тоа е дел од мојата професија кога ќе стигнам дома. Јас повторно размислувам дали го утешив или дали го израдував ученикот или ученичката и дали треба уште нешто да дораскажам следниот ден. И на почетокот ви реков, многу често како мотиватор се чувствувам. После се на крајот сте и втора мајка, нели, со овие дечи? Истото им го имам кажано. Родител не е само оној што те родил, родител е секој оној што те одгледал. Ја навистина сакам да си ги воспитувам децата. Прекрасно кажано, јас навистина уживам во разговорот, се надевам дека уживаат и нашите гледачи. Има ли вака некоја дефиниција кај вас за кој наставник е добар наставник? Оној наставник кој што си ја сака професијата, оној наставник кој што ги сакала децата, оној наставник кој што ги сака луѓето. Тогаш не може да сгреши, не може да биде лош. Ако не е компетентен во својата струка, а ја има љубовта, тој ќе најде начин како да се надгради во тој дел и ќе го работи со љубов. На почетокот не знаевме дел од програмите кои што ни се бараат на пример на интернет да ги спроведуваме на часови. Си седнавме, си научивме. Многу често кога имам проблематични деца, ја седнувам и пребарувам и читам и одам на обуки за справување на деца со одреден проблем. Имаме инклузија во образованието. Ние не сме дефектолози по образование, меѓутоа се научивме да бидеме многу успешни и во тој дел. Значи, за да се биде наставник треба само да се има љубов, како и секоја друга професија. Се што се работи со љубов, сето другото може да се надополни. Сакам да прашам, во ово училиште, работите со многу колеги, има ли добри наставници? Има, ви реков, поголем дел се, да не речам сите, затоа што тоа сите некогаш делува нереално, ама многу голем дел се фантастични наставници. Наставници од кои што може да се учи, со кои што ти е мерак да споделиш нешто. Затоа и генерациите кои излегле, а денеска многу направиле, го оправдуваат тоа. Се надам дека и многу од овие мали дечиња во иднина ќе излезат како големи луѓе од овде, кај јас за крај уште едно сакам да ве прашам, која е вашата порака до сите оние кои што не гледаат во моментот? Предпораката на ова претходно што го кажавте, значи тие што излегуваат, интересни теми есејски ми се делот што сакам да бидам кога ќе заврши, што и да одберам да бидам во животот, јас сакам да сум среќен. И тогаш знам дека е завршена работата кај тоа дете. Порака како за крај. Ако е порака за децата, тогаш мојата порака е да се трудите да бидете креативци, не да бидете просечни. Затоа што само креативецот е вистински слободен човек. Просечните луѓе работат нешто за да ги задоволат другите. Креативците работат нешто со љубов. Бидете креативци. Прекрасно кажано, ви благодарам. А ќе им порачаме ли нешто и на родителите? На родителите ќе им порачаме да бидат присутни за нивните деца. Многу брзо им растат. Јас
Сум во овој момент раководител на паралелка на 9-то одделение, на 9-то 2. Поздрав до моите ученици и до родителите. Многу брзо растат. Значи, јас ми летна овие 9 години со нив. Родителите да си ги сакаат и да си ги гушкаат. Децата да ги поддржуваат во се она во тие што тие ќе сакаат да го одберат, зашто многу брзо ќе им пораснат. Биле, ни внесовте многу љубов и топлина и страшна позитивна енергија во оваа емисија. Од срце. Тоа беше и мое. Од срце ви благодарам што ми бевте денеска гости. Благодарам ви вам. Биле, ви благодарам уште еднашка за прекрасните зборови. Ви посакувам уште многу успех во животот, вам и на вашите дечиња. А сега, почитувани гледачи, овде е моментот кога ќе го завршиме ова наше денешно дружење. Дозволете да ја одјавам нашата емисија. Се гледаме повторно за 7 дена од сега во новото издание на емисијата Супер Звезда. А до тогаш бидете весели, среќни и слушајте ги мама и тато. Чао, пријатно и се гледаме. Чао!